населено место во Скопје? Јас потекнувам од Штип. На 18 години почнав да студирам во Скопје, потоа продолжив да работам овде. Служев воен рок исто така во Скопје. Ова прашање интересно ме малку затекнавте. За мене најубаво место во Скопје е мојот дом. Но генерално го сакам цело Скопје, бидејќи во Скопје има многу убави работи, убави места. Единствено што може да биде многу почисто. Се согласувам. Јас сметам дека младите навистина имаат некои симпатии за вас. Дали мислите дека тоа е поради вашиот непосреден однос со медиумите? Ја морам да ве коригирам, не само младите, и средновечните, и посвозрастните Сите имаат симпатии кон оно што јас го работам. Јас сум искрен, би рекол сурово искрен, нешто што понекогаш ми носи негативни поени, бидејќи многу често луѓето не сака да ја слушнат вистината. И кажувам работите такви какви што се, без прито да ги виткам во обланда. Јас знам дека ми имате спомнато дека сте љубител на рок и на техно музика. Како мислите дека музиката го дефинира човекот? За почеток ќе кажам дека секој еден млад човек ќе биде сиромашен ако слуша само еден стил на музика. На прво место, особено дека возам кола, јас слушам модерна музика, она што моментално е на светските топ листи, на американската, на англиската топ листа. Јас сум пасиониран љубител на рокот. Џими Хендрикс ми е еден од најомилените гитаристи, па и пејач. Дженис Джоплин, Џим Морисон, односно Дорс, Лед Цепелин, Дип Парпл, но знам да слушам и понов рок, кој што го имаме во последниот период, особено бидејќи мојот син и ќерка, кои што се некаде на твоја возраст, исто сакаат да го слушаат. Но истовремено слушам хаус, би рекол од крајот на 80-тите, кога бев колку тебе, откако постојат. Слушам многу изворна музика, прекрасна македонска музика, која што обожавам. Имаме убава и македонска забавна музика. Генерално, убаво е да се слуша музика и музиката зборува за еден човек. Всушност, ние имаме една убава народна изрека, кој пее, зло не мисли. Јас би ја надградил, кој слуша добра музика, зло не мисли. Се согласувам и јас. Научно е докажано дека кај младите физичката активност го подобрува менталното здравје, интелектуалната развиеност. Дали мислите дека денешните деца се премногу заштитени од физичката активност? Јас вежбам од мали нозе, би рекол од 7 години непрекинато до денес. Тоа значи дека вежбам 45 години. Топло препорачувам на сите луѓе, не само на младите, на сите, додека се живи, доколку здравието тој го дозволува, да вежбаат онолку колку што можат. Насекаде може да се вежба, ако некој нема подобри услови, може да испешачи или да истрче на кеј. Младите треба да вежбаат, затоа што спортот ќе ја овозможи да бидат посилни во сите други области. А овие години исто така се зборува да се врати редовниот воен рок. Кој е вашето мислење за таа тема? Јас сметам дека со сила убавина не бива. Луѓето треба да го работат она што го сакат. Сметам дека е погрешно да се принудат младите да слушат воен рок. Мојот став е умерен. Луѓето да слушат воен рок, но само оние кои што сакаат, но затоа треба обуката да биде динамична, интересна, да биде предизвикувачка за да ги повлече младите, а истовремено може да се даде одредена плата или финансиски надомест за времето кое што младите го поминуваат во касарните. Се работи за нови времења, време на интернет, време кога она што функционирало некогаш не може да функционира денес. Оваа година ситуацијата со пожарите навистина беше загрижувачка. Дали би можела да им кажете на луѓето што се може да предизвика еден пожар? Срамота и нечовечки е било кој да фрле било какво шише во природа. Независно од опасноста за пожар, ние не треба да фрламе било какви предмети во природа. Наједноставно да ја заштитиме природата од пожари е да не се пали отворен оган во природа. Може би некој време оган изгледа романтично, ако е во сува трева, последиците може да бидат трагични. За жал имавме најтешка година да спекна пожари, имаме повеќе од 3300 пожари на отворен простор од нова година до сега. Дождовите овозможија да одмориме, пожарникарите се живи луѓе. Сега да се тргнеме на страната посериозна тема. Дали може ни дадете некој совет што да направам ако се сретнам со мечка во природа? Советот е да не се движите таму каде што може да се сретнете со мечка. Доколку некој движејќи се во природа забележи мечка, најдобро е да се оддалечи полека, без паника, бидејќи мечките не напаѓаат. Што според вас значи да се биде патриот? Тешко е да се дефинира поимот патриотизам. Многу луѓе различно го сваќаат, но според мене не е патриотизам единствено одбрана со оружје на државата.
Патриотизам од обичните мали нешта, да не фрламе ѓубре на улица, да ја сакаме татковината, да се грижиме за неа, да помогнеме за промоција на нашата татковина на било кој начин. Може би преку спорт, преку уметност, преку пеење, освојување на места, настапување на врвни надпревари. Патриотизам е да земете до своите некој место на олимпијада, на некој светски, на некој европски надпревар. Да сакаме државата, да го сакаме народот и да се грижиме за нашата татковина. Тешко е да се дефинира со една реченица. Со кои спортови конкретно се занимававте како помлад, на моја возраст? Јас во текот на мојот живот започнав со карате, вежбав карате, станав карате мајстор. Потоа кога почнав да студирам на факултетот за безбедност, 2 години вежбав џудо, вежбав самоодбрана, бидејќи факултетот за безбедност беше задолжително, значи. А веднаш потоа кога отидов во специјална, се навлеков на кикбокс, бидејќи видов дека каратето има одредени лимити. На крај завршив вежбајќи со катана, еден краток период научив неколку работи со катана. Дали би сакале да прифатите еден предизвик? Ајде, зависи каков. Има причина зашто сме ние тука во овој адреналински парк. И тоа е за да си ги тестираме нашите сили, да им докажеме на луѓето дека со физичката активност исто така може да има и многу забава. За мене е предизвик да се поминат едни вакви препреки, иако морам да кажам дека малку сум подостарен. Овие препреки некои од нив се навистина предизвик, но со малку тренинг би можел да ги поминам сите, а денес прифаќам, но само на некој од полесните. Ајде договорено, ќе одиме? Секако, со задоволство. Браво! Сега почекајте ма. Подготвени сте некои прашања да ве прашувам? Слободно прашувај ме. Кики, ова да не е превише за човек на 52 години? Па не знам искрено, мислам дека е добро. Инструктор е горе за селата, смеам или не? Ова е комплицирано за човека во мене. Не бе, добре. Овде мислам дека ќе тропна. Вау! Ова било. Многу е битен балансот на сите овие. Побитен е балансот Кики, колку кој имаш што е било 16 години, многу е лесно да имаш баланс. Не, ама јас сум многу физички понеспособна од вас. Така ти мислиш, напротив. А имам едно прашање. Ајде. Што мислите за македонската музичка сцена овие години? Добре, но треба да се инвестира малку повеќе. Се согласувам. Треба да се даде потик на младите луѓе да креират музика. Така е. Мојот син се обидува да оформи бенд. Метал бенд или панк, кој го знае каков е. Свири на електрична гитара, свири растура. Супер, браво. И ја имам 100 килограми и моите подлактици ова нема да го издржат. Не бива, не. Види, ја ќе те најдам тебе кој имаш 52 години. Мисли дека уште жив ќе бидам. Како и леко изгледа на нив. Охо, Стојане. Добро е во целата приказна, шо подлактиците ми се малку појаки. Ако има уште една за подлактици да мава, крај е со мене. Ова и за мене е потешко. Ајде, Кики, јас сум 52 години. Ајде, јас сум 16, можеме? Ајде, Кики. Ајде. Да направиме едно да пукне. Секоја чест, Кики. Како ви стоат предизвиците на сега? Мачно. А кој може би вашиот омилен македонски музичар? Па, како и верувам на сите македонци, Тоше Проевски, легенда која што за секојаш ќе остане да живее со нас. Така е. Но морам да кажам уште нешто. Канго ми е еден од наомилените рок ликови. Почина пред неколку години, нека му вечна славата. Рокерот Канго, поетот Канго, не само свирач на гитара и пеач, човек кој што ги преработуваше хитовите на Џими Хендрикс. Ги имам сите касети од Канго, иако сега младите нема да знаеш што значи тоа касети. Не знам Канго дали стигна да издаде CD. Но тешко е да се зборува на музика додека висите на конец. Животот му висеше на конец. Тоа е ова, во вистински смисол на зборот. Мислам дека се знае, дечки, кој победува во овој предизвик. Пат некој ако ми рече да идем во адреналински парк, ја ќе бегај да те. Не бе, добро е ова.
Може? Ајде, да. Уа! Така е Најде полесно, бе, да се што мене не ми каже така? Ја мислам со нозе треба на тоа да се стое. Кај да знам? Јас немам гајле. Тоа можам да го уште? забележам дека немаш гајле. Ајде, Кики, браво, Кики, елеганција во движење. Браво. Елеганција, Кики. прецизност, баланс. Сега што правиме ово? Овде ми изгледа на мене многу комплицирано. Не е малце, немој да лажеш, ова е малце повеќе. Не лажам. Не ти, Кики. Инструкторот ме лажи, Кики. Он знае многу добро. Значи, двете нози на напредното по двете раци, така? Ништо не те разлив. Кики, викаш дека ова е лесно, а? Да, Па, Кики, ја мислам дека Сигурна ако имаш 16 години се е лесно, да, но морам да кажам дека не е лесно, ама е забавно. така. Јас би сакал со сниматело да се тркам на овие, пошто доле му изгледа многу лесно. Сте имале досега нека вакво адреналинско интервју? Сум имал ја полоши работи од ова, како например скокање од 1000 метра со падобран, ама не сум давал интервју. Ајде, Кики. Ајде. А ова и за мене е малце тешко. Овде е многу тешко да не се направи шпага. Браво, Кики. Ама. Ова е можеби најтешкото до сега. Не. Она на трупците кои што се клатеа ми беше најтешко. Вака. Секоја чест за тебе. Фала многу. Секоја чест. Ајде, Кики. Ово инструкторот помалку мислам дека не подлажнува. Само морам да мапнам на камера. А мене не ми кажавте ја да мавнам уште. Хопа. Како поминавте на ова адреналинско интервју? Адреналински. Забавно, но напорно. Добро. Добро е тоа што сум во топ форма. Кој мислите дека издржи подобро, јас или вие? Се разбира ти да си помлада и посилна. Ти благодарам и ти посакувам успешна емисија. Бидејќи ваквите влијанија може да бидат многу корисни за младите. Целата македонска јавност беше горда на нашата балерина Стефанија Гаштарска, која престижниот магазин Forbes ја вброи меѓу 8-та најдобри балетски уметници во Русија. Огромно браво за Стефи Балет! Од 6 до 10 ноември ќе се одржи Скопје Дизајн Уик под мотото за новата генерација на Скопје. Во рамки на Скопје Дизајн Уик, Young Daddy ќе има настап во Public Room на 9.11. Ако сте за македонски хитови на подиумот, посетете го Hard Bar во петок, на 8 ноември. Y2K ви нуди незаборавна забава. Ако сте љубители на хаус музика, посетете ги журките на Sempre Music во соработка со станица 26. 9 ноември, после полнок, посебно ќе биде разиграно.